Еразмус програмата се уште постои, но нејзината реализација е ставена на стендбај до завршување на воредната состојба со ковид во светот. За сето ова, а и нешто повеќе, разговараме со Сања Стефанова, која е дел од Организацијата за млади, но и од Универзитетот Гоце Делчев во одделот за меѓународни односи, поврзани со образовни програми како што е Еразмусот. Здраво, Сања, како е? Младите како функционираат во Штип? Здраво, Благочо, ви благодарам за поканата. Навистина ми е мило што еве имам можност овој разговор да го водам со вас, бидејќи веруваме дека младите се тие кои што имаат доста слободно време овој период, па затоа ги поканувам сите млади, сите студенти да не слушаат, да го слушаат овој разговор и да се вклучат во сите оние активности за кои што ние ќе зборуваме еве сега. Како вие дојдовте како организација за млади до идејата да им помогнете на младите сограѓани во вашиот град, па и пошироко, создавајќи програма за неформално образование? Еве, оние кои што веќе долго време се вклучени во младинската работа, па верувам и младите добро ме знаат мене и ја знаат организацијата, бидејќи од 2013 година, кога започнав да работам како претседател на Советот на млади, од тогаш па до ден денеска дел од моите работни активности се секако поврзани со младите. И ние како организација, јас лично верувам дека ваквите активности, тоа што неформалното образование го пружи на младите е навистина незаборавно искуство и веруваме дека ваквите организации во овој период се и како добредојдени и верувам дека младите ќе најдат дел од своето време да се вклучат во нашите активности, иако се онлайн, но сепак верувам дека така тие ќе можат да направат еден континуитет во нивната работа, во нивното слободно време и пред се да се дружат преку овие социјални мрежи. Така. Дали може да ни наброите некои од овие активности кои што ви се предвидени со програмата, со помош на интернетот кои што ги реализирате овој период? Значи, ние за ова година имавме навистина голем акционен план, многу активности, но поради ситуацијата моравме да ја прилагодиме работата на организацијата во едно поинако темпо и преку друг начин на реализација, па така еве подготвуваме активности кои што ќе се одвиваат онлайн. Пред некој ден распишавме отворен повик за онлайн workshop, работилница, која што ќе биде посветена на креативното пишување. Ова представува меѓународна работилница каде што младите од цел свет имаат можност да се вклучат и да работат, а ја организира нашата организација. И еве во наредниот период нашата работа ќе насочиме токму кон ваквите обуки, кон оние вештини кои што сметаме дека се неопходни во развојот на една млада личност и да го искористиме ова слободно време пред се за мрежување, да останеме во контакт и да се едуцираме додека еве имаме можност да седеме дома и верувам дека овие активности ќе произлезат не само од нас, туку и од младите и затоа ги поканувам младите ако имаат некоја идеја, ако имаат некоја желба или некој предлог, слободно да се вклучат во оваа иницијатива, да ја посетат нашата веб страница каде што може да споделат својата идеја. Младите сега имаат многу повеќе слободно време. На кој начин да се дообразуваат? Какви програми, тоест алатки им предлагате да користат за според вашите истражувања, дали има јавувања или бараат информации која алатка е најдобра според вашите истражувања за да ја користат за нивното дообразување или едукација неформално? Јас би ја лично препорачала Salto Youth платформата. Тоа е европска платформа за млади, каде што младите може да се регистрираат и да ги следат сите повици кои што се поврзани со неформалната едукација и со формална едукација, се пред се за младите работници, лидерите и верувам дека откако ќе се регистрираат на таа платформа ќе ги видат сите поголности и можности, што е тоа што може да следат во овој период и како да станат поактивни. Покрај европските програми, постојат и многу алатки за јазик, за досовршување на јазикот, кои што може да ги најдат секако и на интернет. Постојат најразлични курсеви и можности кои што еве не само невладиниот сектор, па и други институти и асоцијации ги нудат моментално со цел да се продолжи во правецот на едукација на младите.
И меѓу другите, значи, покрај Салто Јут, еве препорачувам да ги следате содржините на нашата веб страница, потоа на Националниот младински совет во Македонија и на сите оние регионални асоциации кои што се формирани со младите, како што е Рајко, например, кој што е асоциација каде што сите млади од Западен Балкан може да се вклучат во работата, да работат на проекти и слично. Што се случува со најатрактивната програма студентска со Еразмус програмата, затоа што и таа не е имуна на COVID-19 во овој период? Да, значи, навистина се случуваме со огромни проблеми моментално. Не се проблеми, туку можам да кажам дека се Потешкоти. предизвици, бидејќи досега ние еве и како универзитет и како програма досега не сме имале еден ваков проблем или предизвик, како што реков, но еве ние продолжуваме да работиме. Најголем проблем беше за оние студенти кои што само што заминаа преку Erasmus Plus програмата, ги затекна оваа ситуација, па дел од нив беа принудени да се вратат во државата, дел од нив остана и се уште на својот Erasmus Plus престој. Исто така студентите кои што се при нашиот универзитет, дел од нив се уште овде. Ние како универзитет овозможивме наставата да се следи онлайн, да имат онлайн предавања, да имат онлайн испити, но сепак целата процедура е многу оттежната. Со патувањето од тежната, со начинот како во година би се ова одвивало, исто така се уште знак прашалник. Ние имавме и отворен конкурс, ги номиниравме нашите студенти, но сепак никој од нас не знае како би се одвивало ова и дали програмата ќе продолжи нормално да функционира од септември или ќе чекаме да се продолжи со активностите од јануари, од наредната учебна година. Тоа ми беше и следното прашање, дали располагате со податоци, има ли некои од студентите корисници на Еразмус со еден збор заглавени во некои од државите и не можат да се вратат во нашата земја, и дали тоа трошоците сега спаѓаат на нивен трошок или сепак тоа си влегува во самата програма, мислам на финансискиот аспект. Значи, дека има студенти заглавени во некои државите нема, бидејќи секој од студентите има можност да се изјаснат дали сака да се вратат во Македонија или дали сака да останат. Тие што изразија желба да се вратат, веќе се овде, беа 14 дена во карантин во Охрид или во некој од другите градови, а тие кои што се останати таму ќе го завршат семестарот и повторно ќе се вратат. Во врска со трошоците, сега како тие студенти имаат стипендија, која што е доделена преку Erasmus Plus програмата, доколку тие студенти се вратиле порано, например, ја прекинале својата мобилност, стипендијата нема да ја вратат, туку само дел од таа стипендија, например, доколку престојувале до месец април, стипендијата ќе се исплати во зависност од нивното времетраењето на нивниот престој во земјата. Па така да не верувам дека ќе има проблеми со сето тоа и верувам дека универзитетите одговорија на овој предизвик, тие ја следат програмата од Македонија онлайн во тој универзитет, полагаат онлайн и можеби проблем би се јавило подоцна со средувањето на документите, но верувам во професионалноста на универзитетите и на моите колеги и сепак заеднички се соочуваме со овој проблем и заеднички ќе најдеме решенија на истото. Да се навратиме кај средношколците, дали постојат онлайн курсеви кои можат да се посетуваат и на кој начин, колку чини тоа? Мислам, дали вие како организација на млади, некои од вашите активни членови што имаат завршено англиски или француски, па се доброволно пријавиле да им одржуваат онлайн курсеви предавања, за да го подобрат својот на одреден јазик или одредена професија, струка? Да, доста интересно прашање. Значи, сето тоа ние што го организираме од наша страна. Значи, во нашата организација ние имаме тренери, младински работници, кои што имат квалификации да вршат да обезбедат ваква програма, да работат со младите. И токму ова работилница, еве, која што ќе биде цела недела во месец јуни, е организирана од страна на наш тренер. И токму младите се тие кои што ги иницираат ваквите активности. Покрај, значи, младите кои што се младински работници, во нашата мрежа ние имаме професори, едукатори, кои што се и од нашиот универзитет, но кои што се колеги од странство, кои што исто така вршат вакви обуки. И еве, нашата организација стана дел од Европска коалиција на младински организации. Конкретно во месец ние ќе го имаме првото генерално собрание, значи за нашата организација прво, не за коалицијата, каде што ќе дискутираме како младите од сите овие европски земји можат да се вклучат во активностите кои што ги предлага и што ќе налага
и Европската унија, како и Европската стратегија за млади. Па така да младите може да се регистрираат, како што реков, на сајтовите кои што претходно ги спомнав. Најголем дел од обуките се бесплатни за младите, бидејќи се во рамките на некој проект, но зависи дали станува збор за професионално наградување, дали станува, например, за полагање за добивање на некој од сертификатите, например, како што е TOEFL за англискиот јазик и слично, тогаш истите ќе треба да се платат, бидејќи станува збор за специфична програма и специфичен тест. Но овие програми кои што ние ги нудиме се секако бесплатни за младите и затоа ги повикам сите оние кои што имат и слободно време и желба да се дружат со нас да се регистрираат. Овие неколку месеци се соочуваме со ограничување на движењето, забрането групирање, друштвените игри представуваат опасност, спортот не е активен. Како ефективно да го користиме времето, бидејќи вие постојано сте во комуникација со младите, имате повеќе идеи на кој начин ефективно да се искористи ова слободно време? Дали да се прочита некоја слободна книга или некоја слободното време? Пред објавивме листа, значи кои работи да ги правите во текот на денот со цел да имате продуктивен дел, покрај, значи, еве, како што вие спомнате, читање на книга е само дел од можностите како да се релаксирате во текот на денот, но сепак младите не треба да ги заборават и своите обврски спрема факултетот или во школото што ги имаат. Меѓу другото, може да се најават слободно на овие електронски алатки кои што ги спомнавме, да поминат ден и на оние бесплатни апликации за јазик, како што се Duolingo и многу апликации има еве и на смарт телефоните. Потоа да бидат физички активни, тоа е навистина многу важно, бидејќи еве во претходниот период нашето движење беше уште поограничено од моменталните рестрикции, па така да препорачувам тие да бидат физички активни, што е можно повише во овој период. Исто така има навистина различни предлози на интернет за тоа како можат да бидат активни и challenges кои што треба да ги исполнат секој ден. Покрај физичката активност, исто така тие можат да посетат некои од оние креативни курсеви, каде што треба да изработуваат работи од дома, потоа истите да ги споделат на социјалните мрежи со цел да потикнат младинско движење во зависност од чаленџи со кои што се соочуваат тие, или пак да се вклучат на некои од оние работилници како што се обуки за социјално приприемништво, за почнување на бизнеси, значи тие се сите активни на социјалните мрежи, само треба, значи, да ги проверат сите оние можности кои што се достапни на интернет. За среќа интернетот не е ограничен и ги имаме доста огромни можности. Покрај, значи, овие обврски, нека изгледаат некој добар филм, нека си направат план, агенда, што е тоа што сакат да го постигнат во наредниот период и верувам дека со добар план за работа и со поставување на целите од нивна страна, нивниот ден ќе биде итекако исполнет. Бидејќи вие сте дел од Штипскиот универзитет, дали располагате со податоци од вашите истражувања и сметате ли неофицијално дали постои можност на враќање на образовниот систем од септември, како што беше, дали ќе биде објавен конкурсот за запишување на нови студенти за учебната 2020-2021, дали тоа ќе биде класичен конкурс или ќе има некои иновации? Располагате ли со вакви податоци? Со вакви информации во врска со конкурсот не располагам, бидејќи се уште не се знае и верувам дека и овластените во нашиот универзитет немаат конкретни информации како би било, но сепак има конкурс, се разбира. Нешто што можам да споделам е дека наставата во нашиот универзитет се одвива непречено, што значи дека се случаат предавања онлайн, се полага онлайн, се бранат семинарски работи и проектни задачи онлайн, што значи дека ние непрекинато продолжуваме да работиме. Еве интервјуите јас што ги имам со студентите се беше преку онлайн комуникација и верувам дека на некој начин ќе бидеме спремни од септември, доколку нема да сме во можност физички повторно да присуствуваме, дека ваквиот начин на учење ќе биде усовршен и еве, значи дигиталното учење може да се смета дека ќе биде иднина во образованието и дигиталните алатки за учење ќе бидат нешто со кое што сите ние, посебно професорите, треба да се соочат во овој период, да видат што е тоа што беше недостаток при моменталниот образовен процес, што е тоа што добро функционираше и како да го направиме овој начин на едукација поатрактивен и поприменлив во високото образование.
Сања, јас ти благодарам уште еднаш што одвои дел од твоето време и ја прифати поканата да го направиме ова кратко, но мислам дека доста корисно интервју за младите. А вам, почитувани гледачи, ви посакувам добро расположение. Ова беше младинската активистка Сања Стефанова, која и на многу теми може да се разговара, но тоа ќе биде во некоја друга прилика. Со внимание се надевам дека не следевте, ова се ексклузивните интервјуа во лајв разговори и дружења на првата IP телевизиска мрежа во Истокот, Mnet. Ви благодарам, до следно гледање.